Она што мене навистина ми се допадна е тоа што тие луѓе кои што се на функции на некој начин преку овие активности ги запознаат децата од блиску, ги видоа нивните барања, ставови, креативни идеи од една страна, и од друга страна особено ми се допаѓа тоа што децата има можност да се почувствуваат испочитувано, да имаат можност да ги кажат своите идеи кои што се многу креативни, посебно денешните млади кои што се глобални млади, кои што гледат како функционира светот и се обидуваат на секој начин, иако општеството ни е такво какво што ни е, да го фатат тој свет. Ова беше баш една таква прилика каде што може и да се докажат, да ги кажат своите барања, своите ставови, своите потреби, се што им фали за да се современи млади, меѓутоа и понатаму нели за да си се паркираат секој за што го бива за да напредува понатаму, затоа што сепак тие се тука, сепак викаме не на нив останува светот, светот е заеднички и за нас и за младите, меѓутоа посебно на нас возрастните ни се битни младите кои што треба да ни го олеснат понатамошното наше функционирање. Една од најважните работи е тоа што мислам дека најдобро тие знаат што им е потребно. Една работа, и друга работа, не само што имаат можност да учествуваат во креирање на тие политики или како да кажам да ги споделат тие идеи, туку им се развива самата самодоверба кај нив. Значи имаат можност да се истакнат кого за што го бива и така натаму. Овој проект е супер. Околу моето мислење за важноста на јас бидејќи доаѓам од образование и секогаш се трудам да ги вклучиме децата што е можно повеќе во носење на одлуки, затоа што ние возрастните не сме свесни колку се тие информации имаат, посебно во денешно време во кое што и самите ние возрастни во некои работи не можеме да се со некои работи не можеме да се справиме, а они некако полесно тоа го прават. Дури јас не се срамам да кажам дека јас од моите ученици кои што се средношколци многу работи сум научил. Секако дека имам порака до другите локални самоуправи и тоа како да ги вклучат, затоа што да не заборават возрастните тој свет кој што го имаат младите ние сме го поминале. Имаше многу предизвици. Меѓу оние кои што ми остави мене впечаток повеќе прашања што јас на некој јас не можам да одговорам, од типот дали ние сме доволно спремни да одговориме како возрастни на потребите од младите. И како професор, и како родител, затоа што денешните генерации се поинакви од тоа какви сме биле ние. На некои прашања кои што ми ги поставува учениците, навистина не можев да најдам одговор, од типот на квалитетот на образование, како е по светот, зошто ние не можеме. На некој начин се обидувавме да го ублажиме тоа, меѓутоа и ден денес чувствувам потреба да се доискажам и да на некој начин го ублажиме тоа. Квалитетот на образование значи не ни е добар, да не зборуваме за правата на децата, како е по светот, како е кај нас, колку децата ни се среќни, зошто се случува ова што се случува кај нас. И ако го споредиме, они можат да направат споредба со другите европски земји и светот преку истражувања, колку се тие деца среќни таму, колку нашиве, колку ние можеме да им пружиме и како наставници и како родители, на некој начин не да има предизвици тоа како. Децата ги сакаат овие активности и воопшто не се сомневам дали ќе ги спроведат. Значи, реков, ова е еден од проектите на кој што работам јас со деца. Они само треба да ги насочиш. Другото, посебно ако ги интересира, значи они се спремни да го дадат максимумот и најчесто ние не сме свесни што се крие каков квалитет во тие млади, на кои што најчесто не им даваме збор, посебно луѓето, сега да не бидам вулгарен, сомашни, кои што им е тешко да се спуштат на нивото нивно и да ги сослушаат.